Почитувани, денес пред нас и најважно пред граѓаните има готов документ за реформа на јавната администрација до 2030 година, со прецизни насоки за реформските зафади и конечно обезбедување современа, ефикасна и дигитализирана јавна администрација, според европските пракси и регулативи. Ова е конкретен доказ дека ние активно действуваме за Северна Македонија во Европската Унија. Нашата заложба е македонските граѓани да имаат квалитет на живот според европските стандарди дома, да ја имаат Европа дома. Благодарност до нашите пријатели од Европската Унија и пошироко од меѓународната заедница, до представниците од иницијативата Сигма при ОЕЦД и до меѓународната организација Регионална школа за јавна администрација. Воедно упатувам благодарност до представниците од академската заедница и експертите, граѓанскиот сектор, до државните службеници, секако и до министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиу и до представниците од Министерството и од владата кои работеа на стратегијата, како и до другите вклучени во процесот. Стратегијата за реформа на јавната администрација, што веќе стигна во фаза на промоција, по широката јавна расправа има едноставна и јасна цел – испорака на повеќе и поквалитетни јавни услуги за сите граѓани и за приватниот сектор. Секој кој го полни државниот буџет преку даноците има право на брза и ефикасна услуга од институциите. А тоа е можно единствено со професионална, деполитизирана, ефикасна, ефективна и отчетна јавна администрација, поддржана од интензивна дигитализација. За таа цел веќе се работи на дигитализираната јавна администрација, која на институциите ќе им овозможи дигитализација на процесите и електронска размена на податоци, како и активности за искористување на веќе воспоставените системи, кои што директно влијаат врз степенот на дигитализација кај секоја институција. Дигиталното поврзување на владините институции, академската заедница, бизнис секторот, граѓанскиот сектор го подобрува квалитетот на институционалните услуги. Воедно е значајно и за ефикасна борба против корупцијата, бидејќи овој процес подразбира намалување на човечкиот контакт при некои услуги. Ќе потсетам дека стратегијата за проширување на Европската Унија, реформата на јавната администрација е поставена како основа на процесот на проширување. Дел е од клучна област од кластерот основи, со што почнува и завршуваат преговорите со Унијата, а напредокот се следи во текот на целиот процес на преговори. Стратегијата за реформа на јавната администрација е во согласност со програмата за работа на владата и е комплементарен документ со сите програми и стратегии за локален развој и децентрализација. За спречување на корупцијата и судирот на интереси, за отворена власт, за забрзан економски раст, како и со програмата за усвојување на правото на Европската Унија и реформата на даночниот систем. Владата и јас како премиер недвосмислено сме посветени на имплементацијата на сите регулативи, критериуми и стандарди со цел да осигураме на брза трака, како што и заслужуваме, полноправно членство во Европската Унија. Порачувам и барам оваа динамична европска агенда на извршната власт, односно владата, да ја следат и законодавната власт, односно Собранието на Република Северна Македонија и правосудната власт, затоа што македонските граѓани заслужуваат европски квалитет на живот и ќе го имаат. Ви благодарам и ви посакувам успешен работен ден.